Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Добар ден, ја слушате економската емисија Бројки на Радио Слободна Македонија. Крупни проекти од кои корист ќе имаат сите земјоделци се најавени неделава. Зашто конкретно станува збор, ќе разговараме со Даниела Иротова, државен советник во Министерството за земјоделие. Добар ден, Иротова, ви благодарам што издвоивте време да гостувате во Радио Слободна Македонија. Добар ден до вас, мило ми е што сум гостин во вашава емисија и во Радио Слободна Македонија. Ви благодарам. Најавена е нова мерка која што ќе ги реши проблемите на земјоделците, а тоа е формирање на агробизнис зона. Што ќе значи ова? Па вака, значи оваа зона значи оформување на една сеопфатна целина во која на едно место е планирано да бидат концентрирани и поврзани повеќе субјекти, како што е прием, складирање на земјоделските производи, трговци, компании, како и представници од Синџирот за набавка на свежи и преработени земјоделски производи. Значи, агробизнис зоната представува една концентрација на свежо земјоделско производство, ќе представува концентрација на свежо земјоделско производство на едно место и негова распределба до крајните потрошувачи под определени услови пропишани нели за во државата и надвор од државата. Ова значи собирање на едно место на сите земјоделски производи од производителите од една страна и екипирање на и сондирање на потребите од друга страна на откупувачите, кои што нели се актуелни за откуп на земјоделски производи. Со ова ќе се овозможи зголемување на целокупната моќ на земјоделецот и земјоделските стопанства воопшто, не само на поединецот, туку и на субјектите правни кои што се занимаваат со земјоделска дејност, со цел да се постигне конкурентна пазарна цена и да земјоделецот го добие она кое што нели му е основно, да го валоризира својот труд преку продажбата на земјоделскиот производ. Ќе се овозможи пред се на постојните домашни компании, меѓутоа ќе се овозможи и пристап на странски компании, со тоа што домашните компании ќе им се овозможи да го прошират својот бизнис и да воспостават меѓународна соработка. Ќе ги согледаат своите капацитети, меѓутоа бидејќи ќе се концентрирани на одреден простор и на одредена локација, да ги видат можностите и на другите кои што им се конкуренција при откупот и дистрибуција или продажба на овие земјоделски производи, така да се отвора една можност за земјоделското производство да добие поконкурентна цена како на домашниот пазар, така и на пазарите надвор од Македонија. Споменавте ќе се формира реална цена за земјоделецот. Како ќе се формира? Замислено е да функционира како на берза оваа цена? Значи, ако се земе предвид функционирањето на овие агроберзи во постојните европски држави кај што функционираат, како што се Холандија, Белгија, Италија, цената би се формирала во зависност од квалитетот, понудената количина која во моментот се нуди од определен производ, како и бројот на купувачи, поточно побарувачката на самиот производ. Меѓутоа, концептот како што е воспоставен во другите европски земји, се тргнува од една висока стартна цена која што откупувачите кои што ќе ги имаат потреба од земјоделските производи би ја намалувале се до моментот додека нели не се јави купувач кој што ќе дефинира дека еве ја купува ова роба со определен квалитет и информација дава за количината која ја купува, да останатата количина која што ќе остане расположлива на берзата, практично ова ќе представува една агроберза за македонскиот земјоделски производ, ќе остане да влегува во трка за понатамошна продажба. Кога ќе почне изградбата и кога ќе префункционира оваа зона? Значи, агробизнис зоната планирано е да се гради по терк на најсовремените европски агроберзи или зони кои што се направени во Европа. Меѓутоа, проектот како проект е комплексен и неговото организирање и изградба ќе зависи од претходно спроведени активности кои што ќе треба да обезбедат основни предуслови и за отпочнување пред се на градба на самата агрозона. Како што е планирано, ако се земе во предвид фактот комплексноста на целиот овој проект, се отпочнува да се планира да се отпочне со изградба третата четвртина на 2016 година. Градбата да трае во периодот цел 2017 година, а функционирањето на нова агрозона, нели, да
биде некаде 2018 година. Меѓутоа, претходно треба да се направи една студија на целокупните количини од земјоделски производи, не само на овие неколку претходни години, туку на некој 10 годишен релевантен период, да се направи процена од кој тип на земјоделски производ, колку количини се произведуваат, на која површина, и сите тие анализи ќе доведат, нели, до состојба за да се дефинира прво идејното решение за капацитетот на таа агрозона, да понатака следи, нели, изградба и на самата агрозона која што е планирана. Предпоставувам тоа ќе биде огромен објект каде што треба да има и за складирање и за дистрибуција. Дали ќе има ограничен тип на овош или на зеленчук, или целокупното производство ќе може да се дистрибуира до зоната? Вака се, значи замислено е примарна активност на целокупнава ова зона да биде пред се постигнување и продажба на конкурентна на цена на земјоделскиот производ. Меѓутоа, за да се стигне до таа конкурентна цена на земјоделскиот производ, потребно е да се спроведат низа активности кои пред тоа треба да го дефинираат квалитетот и количината на производот, како што следи калибрирање, складирање, пакување, разладување, определување на почетна цена на производот соодветно на класата која што, нели, ќе при калибрирањето ќе ја постигне, распределба на продадениот производ, па крајно и дистрибуција на самиот производ до купувачите. Значи, концептот е замислен да се одвива на принцип на продажба, на поединечна продажба да се оди за одреден тип на производ, определен однапред, без разлика дали е од растително или животинско потекло, и блок продажби. Блок продажба би значило палетирани повеќе производи кои би имале можност купувачите, значи не да еден производ, туку повеќе производи палетирани да може да се понудат на пазарот и да може да ги купат, затоа што предпоставуваме дека овде ќе се појават и огромни маркети кои што не им треба еден тип на производ или производ кој што сам по себе представува интересен, туку група на производи кои што би можеле да се пласираат во овие компании. И најавена е продажба, значи најавена продажба би значило дека земјоделците кои што имаат поголеми капацитети, значи да можат пред тоа да ги предвидат своите приноси со определен квалитет и таа најавена продажба да се објави кои приноси се очекуваат, во кој временски период и со кој квалитет на овие производи. Тоа ќе значи сигурен пласман за земјоделците. Така, да, значи кој имаме планско производство и планирани однапред количини, лесно е да се бара, нели, пласман на овие производи. Споменавте дека искуството се црпи од најразвиените земји. Од каде точно? И во кои земји во регионот функционира успешно ова агробизнес зона? Значи, вака се, значи владата во континуитет ги следи потребите на земјоделците, со тоа што и вие сте свесни како новинари дека ете континуирано се на терен, ги слушаме потребите, ги гледаме состојбите на терен, меѓутоа се соочуваме со едно непланско производство за кое создава состојба на суфицит и дефицит на земјоделското производство во определен период од годината за определен земјоделски производ на определен регион. Сега, следејќи ги паралелно состојбите со пласман и откуп на земјоделските производи, споредбено со концентрацијата на определена мок кај поедини откупувачи, кои што знаат да создадат состојба која имаме суфицит на определена роба на шокантно ниски цени, значи се создаде една идеја да се формира една ваква агробизнес зона и паралелно на тоа се направи анализа на искуството кои што ги имаат другиве земји со функционирање на овие зони. Идејата токму произлезе за да се воспостават можни решенија за таквите проблеми кои се јавуваат прво со пласирањето на земјоделските производи кои што се од нашата држава. Значи, такви агрозони имаат Италија, Унгарија, Белгија и Холандија. Овој проект е замислен да функционира под слично на теркот на холандиската агрозона, која што воедно и представува лидер на европскиот пазар во моментот. Господи Иротова, да предлагам да направиме мала музичка пауза, па ќе продолжиме со разговорот. Гостин во емисијата Бројки Даниела Иротова, државен советник во Министерството за земјоделие.
Иротова неделава беше најавена уште една мерка за земјоделците, тоа е секој земјоделец ќе добие свој советник. Советниците ќе функционираат по системот на матичните лекари. Како е замислено да се реализира ваквата мерка? Вака, ако ги разгледаме и анализираме природните капацитети и предности кои ги има нашава држава, а паралелно ги споредиме и сите придружни мерки на владава кои што го стимулираат земјоделското производство и развојот на руралните средини. Целта на оваа мерка е да се зајакнат овие советодавни служби кои што во моментот функционираат преку Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделството и да се воведе нова можност на земјоделските стопанства да добијат соодветна стручна помош од определен профил на експертиза кој што во моментот го има на располагање во Република Македонија. Значи, со воведување на оваа можност земјоделските стопанства ќе можат да добиват релевантни и точни информации од стручни лица, што покриваат различни области на експертиза. Сега, земјоделството како земјоделство е широка кранка и покрива повеќе области, меѓутоа целта е да се постигне во едно земјоделско стопанство намалување на трошоците на производство кои што ги улагаат самите земјоделци, добивање на квалитетни производи паралелно на намалување на трошоците и пред се контрола и употреба на заштитните средства од еколошки аспект со заштита на оваа животната средина која што се е како мерка промовирана и од големо значење за луѓе кои што живееме на ова територија. Сега овие активности кои што би требало да ги спроведува советодавната служба, поточно матичниот земјоделски советник, би се однесувале на активно планирање активности за планирање на ѓубрење на посевите, планови за заштита на растенијата, поточно однапред дефинирани пестициди, фунгициди кои би ги користеле земјоделците за санација на определени болести и штетници кои што се јавуваат, земање на примероци за вршење на агрохемиска анализа на почвата, кое што може да се на два начина, детална и ова што е примарнава анализа, затоа што многу е битно за да се произведе одреден производ, пред тоа да се направи анализа на самата почва, дали воопшто тој производ кој што планира земјоделецот да го засее на таа површина одговара структурата на самата почва или не, иако постои сега мерка за ова која што ја субвенционира владата, меѓутоа недоволната упатеност на земјоделците во овој дел доведува до состојба да се засејуваат земјоделски култури на површини кои што се несоодветни за таа култура. Со ова мерка ќе се овозможи да повеќе пати кога советникот ќе му повтори кое е значењето, ќе му направи анализа кој ќе биде бенефитот кој што ќе го добие при примена на овие соодветни мерки, да го стимулираме земјоделецот да свати дека само планско производство и употреба на соодветни средства ќе доведе до негова економска оправданост и зголемување на конкурентноста на пазарот на земјоделскиот производ. Многу е важно да се напомене дека овие советници ќе ги плаќа државата, земјоделците нивната помош ќе добиваат бесплатно. Како ќе се стимулираат советниците? Планирано е вака сега да функционираат, како што и самите рековте, на слична база како матичните лекари со определена капитација, меѓутоа за да ја добие таа капитација, претходно ќе има дефинирани услови кои што ќе треба да ги исполни советникот, потоа да има поточно да има определена група на земјоделски стопанства кои би ги советувал, меѓутоа од друга страна и би се формирал еден пакет на советодавни мерки кои задолжително во тој дел би требало да му ги дава на земјоделецот. Замислено е да целокупниот совет кој што тековно ќе му го дава на земјоделецот да го евидентира и на крај да се направи анализа кој е бенефитот практично која е добивката на земјоделецот од целокупното давање на овие совети на земјоделците при производство на земјоделски производи или производи од добитокот кој што го одгледуваат земјоделците. Значи, начинот на плаќање на земјоделците ќе биде условен од бројот на земјоделци кои што ќе ги советува, меѓутоа и од квалитетот на услугите кои што ќе ги дава према земјоделецот.
Што покажуваат проценките во Министерството за земјоделие? Колку советници ќе треба да се ангажираат? За да излеземе со нека конкретна бројка за колку лица ќе треба да се ангажираат како советници, потребно е да направиме детални анализи и пресметки со определена веројатност на претпоставки колку земјоделци би сакале да ја користат оваа мерка. И треба да овие анализи можат Министерството за земјоделие располага со голем број на податоци, имаме бази на регистри на земјоделци. Ако се земе во предвид бројката на 140.000 земјоделски стопанства запишани во регистарот на земјоделски стопанства, од една страна паралела да се направи на 88.000 земјоделски стопанства кои аплицираат и остваруваат право на субвенции за добивање, користење на мерките кои што се субвенционираат, и од друга страна некаде околу 25.000 земјоделци кои што се бават исклучиво со производство на тутун. Значи потребно е сите овие сегменти да се анализираат и да се дојде до една оптимална бројка, меѓутоа по профил на експертиза. Не може секој советник од секој профил да го советува земјоделецот за секоја област. Тоа би значило дека со која би се направиле сите овие анализи, ќе треба да определиме минимум на земјоделци кои би можел советникот да ги советува, меѓутоа и максимум кој може да ги прифати за советување на земјоделците во делот на производството. Така да не можеме во моментот конкретно да кажеме, нели тоа ќе го диктират потребата на земјоделците и развојот на целокупната состојба во земјоделието во Република Македонија. А од кога земјоделците ќе можат да ги користат нивните услуги? Значи, бенефитот земјоделците би го почувствувале уште првата година при ангажирање на вакви советници, со тоа што намалување на трошоците на производството, користење на поволни средства за хемиски анализи, за агротехнички, преземање на агротехнички мерки, само по себе се појавува како бенефит уште истата година при добивање на финален производ. Јас се надевам дека овие анализи, бидејќи располагаме со соодветен број на податоци кои што можеме да ги направиме, би требало да профункционира од наредната година, меѓутоа нели да оставиме се на времето да се создадат оптимални услови и да општо се прифати оваа мерка од страна на земјоделците, затоа што земјоделецот како земјоделец, значи без совет сега произведува култура која што тој сака да ја произведува, не дозволуваат во одредени моменти да им се наметнете, ова се произведува, ова има пласман, за ова се е барано и во државата и надвор од државата, така да ќе имаме одредени зголемени активности во делот на наметнување на потребата од овие земјоделски советници кои што можеби во догледно време во наредниот период би биле и задолжителни за да се оствари производството на приноси кои што се очекува од земјоделските производители. Во моментот во Министерството за земјоделие се примаат апликации за субвенции. Дали очекувате поголем интерес во однос на минатата година? Па вака, споредбено ако ги видиме бројките од минатата година, во 2014 во споредба со 2015 година имаме зголемување на некаде околу 10.000 земјоделски стопанства кои што аплицираат во однос на 2014 година. И сега се со воведување на новиот начин на апликации, електронско аплицирање од страна на земјоделците, се дава можност да се аплицира од секаде кај што имат пристап земјоделците на интернет и кај што можат, нели, се доволно обучени да се логираат и да користат интернет. Меѓутоа, постои можноста за сите земјоделци кои што не можат да аплицираат сами, да се јават во подрачните единици на Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство, исто така и во подрачните единици на Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделието, да барањето им биде искреирано или да им биде објаснет целокупниот процес и постапка доколку сакат да го научат ова за некој нареден период, да не бидат зависни од институциите во поглед на пријавувањето на своите капацитети за субвенции. Очекуваме зголемен број на земјоделски стопанства кои би аплицирале ова година, затоа што има воведено и нови мерки во програмата за субвенционирање од една страна, а од друга страна и се создадени услови да
гужвите кои што се создаваа во самите подрачни единици, тензијата, кој прв да пријави, чекањето на ред за услужување со капацитетот кој што располагат подрачните единици, сега ќе се надмине со самата таа можност да може да му аплицира било кој од семејството и во домашни услови. Моето последно прашање до вас, господи Ротова, е кои други активности во моментов се актуелни во Министерството за земјоделие? Министерството за земјоделие спроведува поголем број на активности, меѓутоа во овој период од годината во тек се покрај ова апликациите за субвенции по мерката за директни плаќања, тече пријавувањето на апликации за субвенции мерката килограм продадено млеко во преработувачки капацитети и мерката за субвенционирање на земјоделските посеви и добиточниот фонд за осигурување на земјоделскиот имот, која владата ја субвенционира со 60% од висината на средствата кои што треба да ги плати земјоделецот од климатски неповолни настани и болести кои изминативе 2 години стана актуелно ова државата да покрива. Дали веќе порасна свеста кај земјоделецот дека треба да си го осигураат посевот од елементарни непогоди? Од бројките на барања кои што ги имаме и анализата кој што ја правиме, од година во година се зголемува бројот на земјоделци кои што ја користат оваа мерка. Новината е што од ова година се воведе и можноста да ги осигурување на добиточниот фонд со кој располагаат земјоделците, што претходната година ја немаа таа можност, така да од ова година 60% од осигурителната полиса покрива Министерството за земјоделие, поточно владата преку програмите на Министерството за субвенционирање и осигурување на добиточниот фонд со кој располагаат земјоделците. Така да во споредба со 2015 година, бидејќи е во тек оваа мерка, веќе имаме достигнато бројката од претходната година, имајќи предвид дека оваа мерка тече таму некаде, последниот рок е 30 август за пријавување, очекуваме дека ова бројка ќе се зголеми затоа што имаме уште некои 3 месеци за пријавување на за субвенционирање на оваа мерка и сметам дека бројот би се зголемил ако не повеќе на дупло во споредба со 2015 година. Друга мерка која што, други активности кои што ги спроведува Министерството за земјоделие, има објавено 11 огласи за доделување на државно земјоделско земјиште. До 3 хектари, над 3 хектари, наменски огласи, имаме објавено огласи побарање на сточарите со преку нивните официјални здруженија за потребата од производство на сточна храна, така да со овие огласи до 3 хектари на 3 хектари се дава можност на сите земјоделци кои што се бават со сточарство да аплицираат исклучиво на овие површини, исклучувајќи ги другите земјоделци, се дава предност на сточарите за да можат да си обезбедат храна за добитокот кој што го одгледуваат и тече огласот поточно јавниот повик за легализација на долгогодишните насади кои што имат можност земјоделците, сите кои што им се постари од 5 години, да се пријават на повикот и да си ги легализираат и добијат официјален статус за користење на државното земјоделско земјиште. Иротова, јас ви благодарам што бевте гостин во емисијата Бројки. Благодарам и на вас. По кратката музичка пауза ќе ги слушнете и најважните економски настани. Во емисијата Бројки ве информираме и за најважните економски настани оваа недела. Се враќа автентичниот лик на старата Скопска чаршија. Со државна поддршка се реновираат фасадите и излозите на дуќаните. За оваа намена издвоени се 500.000 евра, а целта е овај дел од градот да биде поатрактивен за странските туристи. Има елементи кои што содржуваат детали, например, стари тие, кои што треба да го дадат, тоа аутентичниот изглед на старата Скопска чаршија. Кога гледате, например, низ чаршијата, отприлика излозите се тие, излозите се такви, само што ова се веќе сега излози нови, кои што сами може да видите дека квалитетот е на ниво и верувам дека некаде за идните 40-50 години ова, ќе држи квалитетот. Пазарџиите се жалат на нелојална конкуренција. Велат дека дивите продавачи околу пазарите им ги земаат муштериите, а прометот им паѓа. И тоа и заради големите маркети. Во наредниот период, во обид да се вратат купувачите, ќе се модернизираат пазарите. Еве ќе ви го кажам искуството на Велес, половина од прометот на пазарите се одива надвор од пазарот, половина од прометот е внатре.
и тој е сериозен проблем. Организаторот на пазари, јавното комунално предпријатие од Велес, континуирано алармира за овој проблем. Иако преполовена во изминатите години трговијата со фалсификувана стока и натаму има значајно присуство на пазарот во Македонија. Државата губи по 50 милиони евра годишно од продажбата на фалсификувани производи, оценува координативното тело за заштита на интелектуалната собственост. Меѓу најзастапените фалсификати се облеката, техниката, како и делови за автомобили и играчките. Се уште на пазарот ние имаме присуство негде 48% од пиратеријата, значи опаднато е, меѓутоа се уште треба да се работи. Институциите сигурно дека работат, тие организации кои се занимаваат со таквата дејност, не се, пошто не плаќаат царина, не плаќаат даноци. Можеби ќе завршат негде во некоја организирана група за финансирање на некои други дејанија. Планските региони ќе зголемуваат конкурентноста преку изработка на стратегии за иновации. Целта на проектот, поддржана од Германското друштво за меѓународна соработка, е да се поттикнат малите и средни компании, кои не можат сами да финансираат истражувања и развој на нови идеи. Она што во моментот го работиме секако е и стратегијата за иновација, поддржана од ГИСРЕД во Република Македонија, во која дополнително ќе зголеми креативноста, преку креативност и знаење ќе се зголеми конкурентноста и на нашите предпријатија, на бизнис секторот, меѓутоа и во самиот регион. Другиот дел во кој што работиме е во делот на прекугранична соработка помеѓу Република Македонија и Република Грција на еден заеднички проект, се со цел повторно зголемување на конкурентноста на регионот и на малите средните предпријатија. Стопанството го чека крајот на политичката криза. Неизвестноста им го намали оптимизмот. Дури половина од фирмите очекуваат влошување на состојбата. Сепак германските компании велат дека ако треба повторно да одлучат каде ќе инвестираат, тоа ќе го направат во Македонија. Да се надеваме дека политичарите еден ден ќе разберат дека капиталот е како плашлива срна, но во моментов добрата вест е што не е дојдено до тој степен. Очигледно е дека на компаниите кои дошле тука, одредени услови кои ги очекувале им се исполниле. Гледаме од анкетата дека 75% од нив повторно би инвестирале во земјава и тоа е податокот кој што сакам да остане денес. Катастарот бесплатно ќе изврши премер на објекти на 5000 граѓани и фирми и ќе им издаде геодетски елаборат, пошто можат истиот да го запишат и да извадат имотен лист. Сите граѓани и компании што поскоро да се обратат до шоферите на катастарот, да поднесат барање и да ја достава градично-техничката документација, пошто катастарот ќе излезе на лице место, ќе изврши премер на објектот, ќе направи бесплатен геодетски елаборат, а граѓанинот ќе може да го запише објектот во катастарот и ќе добие имотен лист за истиот. Новиот рок во кој имателите на инфраструктури се должни да ги запишат во катастарот е 24.4.2017 година, докога треба да запишат 40% од инфраструктурните објекти што ги поседуваат, додека преостанатите 60% треба да ги запишат до 24.4.2019 година. Компаниите сами да почнат да произведуваат струја место да трошат огромни суми за увоз на истата. Ова е пораката од Сојузот на стопанските комори. За домаќинствата пак велат дека не е исплатливо сами да ја произведуваат, затоа што инвестицијата би им се вратила дури за 12 години. После одреден временски период, таа бенефиција, значи таа струја, што ќе ја користи 3, 4, 5 години, зависно се прави физибилити студија, исплатливоста се гледа и останава бесплатна електрична енергија, значи фактично ќе добие после тоа. Моменталната струја, електрична енергија што ја трошиме во Македонија, за домаќинство е многу ниска. Значи, се додека имаме добра ниска струја, исплатливоста ќе биде на граница на рентабилност, значи за 9-10 години би се вратило во домаќинството. Железничкиот парк ќе се поднови со уште 3 нови локомотиви. Тендерот е веќе објавен, а министерот за транспорт Мисајловски очекува да бидат испорачани до јуни наредната година. Мисајловски направи увид и во градежните работи на патниот правец до Иран Николич. Инвестиција од прилика 7 милиони евра. Тендерот е објавен од страна на Европската банка за обнова и развој. Јас очекувам дека до крајот на јуни, односно 2 јуни, трае овој тендер и потоа по еволуцијата ќе имаме и почеток на подпишување на договор, се разбира ако се пријават фирми и компании што ќе бидат заинтересирани за овој проект и потоа во наредните година до 2 да ги произведат и да добиеме 3 нови
електрични локомотиви во железница. Тоа е многу важно, бидејќи не само во патничкиот, туку и во товарниот сообраќај во железницата мора да ги подобриме сите услови. Кога сум тука заедно со директорот на јавното претпријатие за државни патишта и со градоначалникот на општината Дојран, да направиме увид во реконструкција, односно во обнова на патот Дојран Николич. Се работи за инвестиција од 1,1 милион евра во должина од 5,5 километри. Земјоделците ќе можат електронски да ги поднесуваат барањата за субвенции. Рокот за аплицирање истекува на 20 јуни. За сите оние кои не се снаоѓаат доволно во работата со компјутери, повторно се на располагање подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, каде што може да добијат помош заедно со вработените да ја достават својата електронска апликација за добивање на субвенции. Истите може да се поднесат и преку советниците на Агенцијата за поддршка на развојот на земјоделството. Овде завршува уште една емисија бројки во продукција на Радио Слободна Македонија. Денеска 21 април, со мен уредник и водител Наташа Мерсовска, Едине Вучков и Далибор Зафировски, техничка реализација. За нови содржини слушајте не и наредниот четврток во истиот термин. Имајте убав ден. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија.